Во услови на недостаток на стручна литература по моден дизајн на македонски јазик, ниту понов медиум кој би информирал, едуцирал и би ја доближил модата до сите модните дизајнери кои што и едукатори Ирина Тушева и Никола Евтимов го започнаа проектот и веќе го испишуваат проектот Модни приказни. Ирина, започнуваме со тебе заради тоа што некако од тебе тргна се. Да, моја беше првичната идеја за Модни приказни платформата и многу ми е драго што Никола прифати да биде дел. Идејата за Модни приказни настана за време на карантинот, каде што јас започнав споделов мали приказни во социјалните мрежи, сакајќи да покажам дека модата е многу повеќе од убави фустанчиња и црткања и шијање за свечености. Каде што најдов на многу убави реакции, интерес од самата јавност и така произлезе идејата да прерасне во нешто поголемо и посериозно. Така. Никола, да не прашувам, тебе веројатно ти е многу големо задоволство да бидеш дел од Модните приказни. Што очекуваш сама? Да, дали очекуваш вако позив? На една средба за време на пандемијата со Ирина, таа ми ја сподели идејата и се разбира веднаш прифатив, затоа што се што е на некој начин поврзано со модната едукација мене ме фасцинира. Таа ми го објасни концептот дека ќе има покуси текстови кои што би биле од позабавен или информативен карактер и нешто малку посериозни. И сум среќен затоа што веќе нели во втората недела на Модните приказни реакциите се многу позитивни. Што велат луѓето? Луѓето што има различна нели слушателска публика. Има од една страна луѓе кои што дури и некои мои пријатели кои што живеат надвор од Македонија слушаат и се срекни затоа што нели како што Ирина кажа, кај нас не постои стручна литература на македонски јазик во некоја не знам каква значителна бројка. А од друга страна и за оние покуси текстови се радува затоа што буквално во било кој дел од денот може нели слушалки да слушнат нешто интересно и да ги спровоцира понатаму да истражуваат во модата. Да. Но интересно е тоа, Ирина, што не само луѓе кои што се врзани во модата, така, или тоа им е никаква професија, или можеби сакаат да се втурнат во модата, туку и вакви, нели, секој од нас се наоѓа во тие модни приказни. Тоа беше идејата, затоа ги има и оние помали, пократки текстови, кои се околу минута до 2, каде што секој може во било кој дел од денот да чуе некој интересен моден факт и да буквално да си ги склопи коцките дека нешто што се случило во историјата на некој начин се прикажало низ модна призма. Значи, најпрост пример, мини здолништата има причина зашто се појавила во модата, а еве ги носиме и ден денес. Значи, буквално сесија поврзано и на некој начин се прикажало низ модата. О, супер, ке ме натерате да слушнам. Да. Само глас помогна во сето ова, само да кажеме, нели, кои се луѓето што ви благодарение на Самоглас, која е првата платформа за аудиокниги кај нас. Значи, текстовите ги пишуваме во моментов јас и Никола, а они ги интерпретираат и се поставени на Spotify, на Anchor и на мојот вебсайт. Значи, буквално секој може да ги слуша и од својот мобилен, доколку има профил на Spotify, доколку нема може и од компјутер. Значи, гледавме да биде што може подостапно за сите, да не се плаќа или нешто, значи буквално секој да може да се слушне во секое време. Така е, да. Сега, она што го кажа Ирина, некаде, нели, прочитав овдека, вели, што значи модата? Вели, модата е многу повеќе од убаво и стилско парче облека. Сите геополитички, економски и социјални проблеми низ историјата јасно се покажале и низ модна призма. Модата представува, вели, вибрантна форма на визуелната и материјална култура кои имаат огромна улога во општествениот живот. Дали нам на сите вака што живееме овде и практицираме, како да кажам, мода секојдневно, ни се јасни овие работи? Не, и затоа и понекогаш да се разбереме најнапред конзументите на модата не мора да ја знаат во длабочина. Да, апсолутно. Апсолутно така. Меѓутоа понекогаш кога се преземаат готови форми без суштина, нештата се само фасада и дури се случуваат и трагикомични ситуации кога несоодветна облека се носи во одредени ситуации или пак кога дури со облеката не праќате свесна порака, туку е некоја случајна ситуација позади која што
не можете како битие, како човек, како нели, како целиот багаж што го носите да застанете и испраќате погрешна порака за себе кон околината. Така да тие прашања се интересни не само и да аспект на сите овие области и комплексноста или дисциплини кои што ја формираат модата, туку мене лично ме интересираат и од аспект на перцепција и условеноста на перцепцијата, нели, од културата, образованието, средината во која што се расте и така натаму. Да. Сега, нели, доаѓаме на крајот, некаде сме ги броиме последните денови од 2021 година и сега ако ве прашам генерално, дали успеа барем оние кои што се нарекуваат јавни личности, политичарите ни се најпознати во тоа, дали провокацијата некој да ви каже, нели, да ве праша дали е ова добро, Евтимов, дали мислиш дека вакво парче облека оди на тоа и тоа, не знам, на некоја таква и таква свечаност или не знам, приредба, како сакате, настан некаков. Има ли такви муабети или не? Не ве прашуваат, не се консултираат. Па јас не можам да тврдам за сите мои колеги, можам само од моето искуство. Немало премногу, повеќе се случувало некои други јавни личности, дури и луѓе кои што можеби не се во фокусот на јавноста да прашаат за совет. Меѓутоа, не, иако нели има секакви тука понекогаш и како карикатури, речиси, решенија. Реални решенија. Се случува и да, нели, сепак имаме и позитивни искуства, не е се така црно. Така е, да. Можеби Ирина повеќе. Да, можеби Ирина, вие какво е твоето искуство? Па јас би кажала дека како нација патиме од комплекс дека секој се знае и дека нема потреба. Но имаме и нели убави примери, како на пример јас имав можност да бидам исконтактирана од првата дама и да ја облекувам за една од најглавните посети на нашиот председател во Грција и многу се радувам што госпоѓата Елизабета е отворена и сака да соработува со модните дизајнери. Сметам дека секој треба секогаш да си праша, дека не може секој се да знае и дека сите треба меѓусебно да си помагаме и на тој начин не само македонската модна сцена, туку и култура ќе цвета. Така. Добро, не знам што смеете да кажете или дали не смеете ништо да кажете, ама каква беше кога дојде кај вас, што побара вие, остави на вас или само ви кажа каде што и треба, што парче облека и треба? Со оглед на краткиот рок кој што го имавме, се договоривме да биде тоа взаемна соработка, значи не е ни целосно моја креација, туку беше буквално нејзина првична идеја која надополнивме со модни детали. Многу ме радува што ми дозволи малку да излеземе од таа некоја комфортна зона, но сепак нели да ги почитуваме правилата кои ги има за таа функција и едва чекам повторно да се работуваме пак. Да, супер. Добро, и за крај никаде на овој разговор уште прашање две да речеме што мислиме за модата и модната индустрија, како да кажеме во Македонија, ако можеме да зборуваме за модна индустрија кај нас. Па не би можеле баш за индустрија. Можеме да зборуваме за текстилна индустрија која што повеќе е услужна, нели, за некои други луѓе, нас се уште не третираат како ефтина работна сила. Меѓутоа, мислам дека сме во фаза која што беше јасно дека ќе се случи уште пред 30 години, затоа што нештата не можат до безлово. Живеат во суштина само оние фирми кои што ќе се преориентираат. И јас, за жал, секогаш во историјата постоело доколку лекциите не ги научите на убав начин, ќе ги научите на болен, а очигледно ние тие лекции ќе треба да ги научиме. Меѓутоа ме радува дека и во оваква генерална атмосфера постојат фирми кои што решија да гледаат во иднината и да се реорганизираат. Јас знаете како сме правеле многу често муабети, особено со тебе Никола, би сакала да видам како на едно место ќе се собирате повторно модните дизајнери, помлади, повозрасни, едните со искуството, другите со тој нов младешки елан, да речеме, па да донесете една, не знам, таква убава модна сцена, нешто ново, нешто такво. Мислам дека се уште постојат ентузијасти, тука сме заедно, тука сме од различни генерации, покажавме дека можеме одлично да се работи. Така. И кога сме кај тоа дека соработката е отворена, значи овие двајца луѓе кои што се до мене се, како велат тие, почеток на тимот. Тие би сакале да се шири приказнава, нели Ирина? Да, платформата е отворена за сите модни дизајнери, едукатори, истражувачи кои имаат веќе некој авторски текст или сакаат нешто да напишат, слободно да го споделат
контактуваат со нас, а и самата јавност доколку ја интересира некоја одредена тема од модата, да ни сконтактира и да напишеме нешто повеќе за тоа. Ете така. Ќе продолжиме ние да пишуваме, односно тие да пишуваат, а ние да ви кажуваме кои се модните приказни кои што треба да ги слушнете, нели, или да ги вкусите, како велат. Но тоа ќе продолжи во 2022 година, така што тоа е таа раскажана досега модна приказна која што продолжува.